Па две иницијативи како представител на Комисијата за заштита на правата на пациентите, разговарајќи со Сдружение на пациенти, дојдовме до идеја да предложиме за дечињата кои се болни од диабет, инсулински торби и да предложиме буџет за едукација на вработените во градинка како да постапуваат со децата кои имаат диабет. Во таа комисија сме тројца од различни партии, потоа добивме идеја да тоа оди на Комисија за социјална и здравствена заштита на децата и како комисија, искуство од лани е подобро да оди така, да влезе во буџетот, бидејќи минатата година повеќе амандмани, не бевме искусни толку, не пројде, меѓутоа пројде еден исто така врска со девојчињата во средна школа, тоа е да добиваат бесплатна опрема за менструална хигиена. Така да тоа пројде. Па се надевам, бидејќи на овој начин е веќе влезена во предлог буџетот, значи не мора амандмански. За амандмани останува нешто друго. Па прво важно е, знаете каква е состојбата во сојата, да се искористи можеби ова многу лоша состојба, меѓутоа сепак главните партии мислам дека веќе престана да се конфронтираат, повеќе се конфронтираат во однос на градоначалникот, меѓутоа мислам дека од она што се случуваше со ребалансот кој не пројде, дека ќе се надеваме дека ќе помине добро и дека ќе настане помирување во сојотот. Без помирување, без консензус нема напред. Натегањата ако продолжат, навистина не ни се пишува добро. Ние сме таму, јас како највозрасен и партија во центарот да ги смирам. Тоа да бидам еден тип на медијатор.